Значи, Македонија е во најголемата веројатно криза од независноста и таа криза ќе се учи учебници во регионот како криза која завршила со заобликување на политички систем скоро во целина, нешто што се нарекува хибридно авторитарен популизам, хибриден систем на транзицијата. Ако се обидов да најдам некоја општа најзбиена детерминанта што е карактеристика на мноштвото епитети кои сме му го давале во меѓувреме на таа деформација, всушност тоа е во основа колапс на институциите. Без институционализација на граѓанска демократија во основа, на демократијата воопшто, и фрлање на Македонија во една предполитичка фаза, една трибална фаза во основа, со две линии кои таа трибална фаза треба да некако да ја организираат, пошто општеството и така треба да се организира во таквите предполитички ситуации. Едната е една леплива мега идеологија на лажни сеќавања, идеологија која од нацијата Карл Шмитовски прави едноорганско единство, кое е стално под стрес, страв и со лажни сеќавања за неговата големина, одбрана, која треба постојано да се врши, мобилизација внатре, која постојано се обнива, една класична авторитарна матрица. И втората е узурпација на колонизираните институции на гола сила, кои заедно требало да го структурираат ова месо, ова што останува од трибалното општество. И во една таква фаза сме. Таа фаза многу тешко влегуваше во главите на европските експерти со кои сме разговарале овие години. Јас се сеќавам дека пред 2 години прв пат разговаравме за тоа дека се работи за еден цел систем, ви отиде без контрола во авторитарен, не верува. Они мислеа дека тоа ние сме земји со проблем. Ние не сме земји со проблем. Можда некои се земји кои имаат проблеми. Тоа е значи јасни цели и се проблеми во имплементација. Не, ние сме земја која има заокружен поинаков систем и кој се движи у поинаква насока. Се прашањето како е тоа можно не се тема на наша расправа. Туку, ако таква констатација една вака збиена, безобразно збиена, невнимателно по некој пат збиена, на дезинституционализација, предполитичко трибално општество, организирано со идеологија на лажни сеќавања и груба сила, да речеме, фазата на надминување на кризата бара посебна транзиција. Значи, тука фино што амбасадорите велат оставки, но оставки не се доволни. Потребна е демисија на целокупната политичка елита, комплетно раштрафување на партијата која е султанската партија која ова го менаџира, посебно нејзиниот криминален врв. Значи, целосна демисија на системот е потребна на посебна структура на транзицијата кон нормална демократија или кон почетоци, повторни почетоци на нормална демократија. Тоа подразбира, и тука повторно немаме време нормално да справаме за тоа, тоа е голема дебата, но подразбира еден политички договор околу како почетен тригер и потоа барем една-две институции кои мора да ја преземат, да го преземат карциномот на големата афера во себе, а тоа е аферата со прислушување која направи некаков климакс на кризата, разоткривање на кризата. Многу интересна е темата колку идеологијата е всушност силна во овој момент на криза. Инстинктивно како се држат дона, немој да верувате на своите очи и уши, верувате на она што е збора. Една лакановска, жижешовска варијанта на сила на идеологијата за која многу убаво се разговара, но не е тема сега. Значи, таа транзиција треба да подразбира секако преводна влада и барем две институции, тоа е обвинителство и суд кој треба да ја презема аферата и да ја вози структурално, како владата би ја ослободило за некои други поробусни промени во меѓувреме. Сега тука на темата се вратам, две работи се исклучително нови. Да го користам зборот на Ален Бадију, евенти, случки се. Едно е новиот политички говор на движењето на студентите и второ е новата етничка коалиција меѓу македонците и албанците на вистинска тема, на конечно вистинска тема. Значи, не мислам дека е политичка реторика да се каже дека меѓуетничката коалиција можеби е најсилна во
во независна Македонија меѓу македонците и албанците на вистинска тема борба за демократија, основни човекови слободи, права и пристојна држава. И затоа сметам дека и тоа е независно од моменталната коалиција на власт. Тоа па се потполно е независно тоа. Може да се каже дури обратно, дека коалицијата на власта со и понижувањето кој албанците постојано се таму насочени зборува дестабилизирачки за оваа структурална нова, условно кажам, почеток на една нова коалиција во борба. Многу е важно затоа што е оваа коалиција во вртокот, во спиралите на борба за овие прашања кои ги споменав, а тоа е македонско-албанската или сеграѓанската таа коалиција, која без никакви посебни структури се создава. И тоа се гледа и кај студентите. Се види тоа и кај студентското движење, но се гледа и во овој политички по-хардкор дел на бомбите и расправата за нив. Према тоа, ако може нешто се каже дека се основи на кои транзицијата може да се подпре, е таа нова меѓуетничка коалиција, што е нашата, под наводници, меѓуетничка коалиција, да речеме, која е граѓанска, која е на нов начин посебно поставена и мислам на вистински здрави основи поставена. Не е риторика, она што го слушнавме од некој од опозиционите лидери, на кој беше, Заев можда, дека никогаш меѓуетничките односи не биле постабилни. Не е риторика. Вистина мислам дека е блиску до вистината. Поради таа нова коалиција на борба.